Почитувани мои, добар ден. Го следите петочното издание на Црвена линија. Просечната плата се поголема, ама во кошничката се помалку производи. Во јануари биле потребни речиси 3 минимални плати за да се наполни. Ако платите се минимални, а не се доволни да преживее човек, тогаш не се минимални, туку се недоволни за живот. Чии плати го дигаат просекот според вас? Дали усогласените функционерски 78% помножени со коефициентот на сложеност ни даваат лажна слика за просечната плата? Тоа е она што ќе зборуваме денес со вас и верувам дека ќе ви има во голем број како и секогаш, но и ќе посочам, ако не следите се уште на Инстаграм, сторете го тоа веднаш и бидете дел од оние кои што активно одговараат на нашите анкети. Денешната ни изгледа и гласи вака. Откога ќе не заследите на Инстаграм, ќе кликнете на Инстаграм стори, ќе ви се појави оваа слика и нашето прашање. Колкава треба според вас да биде минималната плата? Односно, дали под А 25.000 денари, под Б 30.000 денари или пак под В 35.000 денари. Кликате на вашата опција за одговор во проценти, ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. Но секако ќе сакаме да стартуваме веднаш со вас, директно онака како што и постојано го правиме тоа. На 023070005, од кога ќе го завртите телефонскиот број, еве и на самиот почеток, особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, секако не заборавајте веднаш да биде намален целосно тонот на телевизорот и секако потрудете се да зборувате преку слушалка, заборавате на вклучување на интерфонот, се поради тоа што може да се случи да имаме и лош квалитет на звукот, ако го сторите тоа. Како и да е, тоа е праксата и очекувано е да ве слушнеме и да ги видиме вашите одговори. Односно, дали усогласените пред се функционерски 78% помножени со коефициентот на сложеност ни даваат лажна слика за просечната плата. И секако, што мислите вие? Ако платите се минимални, а не се доволни да преживее човек, тогаш дали треба да ги наречеме не минимални, туку недоволни за живот и чии плати всушност според вас го дигаат тој просек и колку според вас треба да изнесува минималната плата? Одговорот на првиот гледач во Црвена линија ќе го слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Ако сум ја на линија. Да, вие сте, повелете. Вака, ајде убав викенд да имате. Најубав викенд ви посакуваме сега кој ние како редакција. Фала. Сега, јас нема да зборам многу за овие плативе минимални и подминимални, него ја зборувам за максималните. Од 4000 евра, Државен завод за статистика и ревизија, 4000 евра прима во Македонија човек и многу луѓе, тие поголемите, а не се поголеми од нас, дури метер и жилет, ама со кражба над се. Сега, зима на 190 евра кој прима работник, ни 200 евра не ги прима на денешно време, кој работи физички, под овие температури, па на летните температури, па хајќе достига до 18.000 до 300 евра. Сега, како таа ревизија државна наша не лаже, очигледно дека тој прима 4000 евра, некој прима 300 евра и сега минимална плата колку е? Хајде да го Зошто не ги направат вака? Прва класа 4000, втора класа 3000 и ние сме од 6-та и 7-ма класа овамо. Од тие нека го земат тој просек да видиме по колку примат нашите граѓани. Исто се залати без да биде све. Благодарам што се вклучивте први пред се во Црвена линија и со вас ја започнуваме и отвараме оваа дискусијата. Слушнавте што кажа првиот гледач. Секако тука и ќе ве потсетам, доколку сакате можете да продолжите со оваа дискусија преку коментари. Пред се и тоа на нашиот профил на Facebook. Со коментари, значи шернувања, лајкнувања не има и на поранешен Твитер, сега веќе X, и профилот секако ќе ве потсетам на Телма телевизија, каде што ја објавуваме темата за која што зборуваме со вас. Добро вечер за следниот или добар ден? Добар ден, дали се слушаме? Ало?
Добар ден, во црвена линија сте. Јас сум на линија. Да, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до водителкава. Голем поздрав и до вас секако. Така. Сега вака да кажам за минималната плата. Може навистина не стига, тоа е точно така, али мислам пак е подобро од некој пат што беше. Треба да бидеме реални и искрени. Оно никогаш нема да недостасува, секогаш ќе ни фали, али не сме како што сме били. Дали ви цените, да речеме, потрошувачката е зголемена право Добро, пропорција? точно дека е зголемена и потрошувачката кожничка, али и минималната плата е доста покачена. И све. И затоа треба да малце да гледаме на реалноста и да бидеме реални и да го кажеме реалното, а не само да се жалиме и да се плачеме. И малце да вратиме ракаите и малце поиќе да работиме. Не може само некој да се шета и да сака да наполни кошничката. Па ќе не може. Тоа се знае. Јас сум пензионерка, 71 година ќе правам сега, ама се трудам колку можам и тоа работам. И затоа не само да се шетаме од автобус на автобус и само да кажуваме не ни достасува. Никош нема не ни достасувало никој пат, па и сега нема да ни достасува. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Секако продолжете да не следите за да слушнете што ќе кажат и останатите гледачи во рамки на ова издание. Добар ден за следниот. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па видите, ние немаме права представа за секторот плати и од кој сектор и како се доаѓа до платите. Приказката дека некој сите работат за минимална плата, мислам дека не држи, затоа што за волја на вистината имаме ние дели плата на рака. Меѓутоа, затоа една полно пати вака кога сме дискутирале, предлагав, не можете вие стопанство и нестопанство да ги ставите во иста мерка и да вадите просек. Туку нестопанството мора да си има свој просек, стопанството треба да си има свој просек, па да се споредуваат. Ова вака како што е направено све на купче па вадење просек е лажна слика. Тие 1300 плати на тие функционери што се во судови, знаете, ние сите ги нападат само владата дека си ја качила, меѓутоа забораваа дека законот е донесен во некое друго време, само биле замрзнати. И сите знаеле, а молчеле дека тако има таква законска одлука и сега денес не изненади. Е поише неетичко или неморално покачување во моментот, отколку што е, да кажеме, за реално. Од тие причини поише го се критикува. Тоа е една работа и втора работа е што мислам дека во државата кој ги дига платите, па нормално. Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди е за секоја јавување, но секако додека траеме, слободно можете и повторно да го завртите нашиот број и да добиете своји нови 90 секунди. Слушнавте досега што е кажано и одговорено на нашето прашање, да видиме што ќе бидат следните одговори. Добро вечер. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Во црвена линија, така? Да, повелете, ве слушаме. Видете, кој е задоволен од плативе? Сите оние се задоволни што цицаат од државата. Тие што цицаат од државата, тие не плаќаат допринос. Никаков чар нема државата од нив. Треба некој друг да плати допринос за нив. И тие покрај тоа што цицаат од државата и други бенефити збираат од луѓето. Кубат, те едно, те митенце, мито, ситно, мито е. Тие прават најголемата штета што цицаат од државата. Затоа сум рекол 100 пати, од 150.000 административци да се слезат на 70.000 и тие се многу. Тогаш државата би некако кренела нагоре додит. Иначе вака, тоа е паразит, значи пчелите,
попаметни се. Има пчели што носат мед. Има пчели празни доваѓаат во кошарето. Ама има два стражари ставено на вратата, се вика трутој. Кога ќе го видат дека пчелава не носит, тепат ја враќат назад. Значи пчелите се попаметни од луѓево. Нека научат, дека прочитаат за пчелите. Благодарам многу за јавувањето, секако и за одговорите и уште еднаш подсетување, внимавајте на тајмерот. Сега ќе прочитаме и од коментарите и секако еве ќе подсетам уште еднаш дека за се ова што зборуваме во живо во Црвена линија можете да го надополните и со коментар на социјалните медиуми, подсетувам на Facebook, па и ќе ви покажам како изгледаме таму кога објавуваме тема. Црвена линија е нашиот профил, еве денешната низ фотографија, односно низ слика темата на која што прашањето е дали усогласените функционерски 78% ни даваат лажна слика за просечната плата. Па и еве го првиот коментар на Томислав Крстик, кој што напишал период 2017 до 2023 година, просечни плати се зголемени за околу 70%. 36.500 денари 2023 према 2017 во заграда 21.204 денари. Минималната плата од 8.800 денари 2017 година на 22.500 денари и 2023 или 155,68%. Во исто време минималната пензија од 8.437 денари на 12.528 денари или 48,49%. Просечната пензија стаса од 13.756 денари до 2017 година на 19.126 денари. И така натаму со оглед на должината на коментарот, сега го подсетувам за следете на Facebook и дополнете, одговорете преку коментар, дочитајте и така натаму. Предност даваме за вклучувањето во живо. Велам добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас и секое добро ви посакуваме. Поздрав и до тебе, многу си фина. Благодарам многу. Просекот што кажа сега последно за пензионерите, дека е 19, јас ви прашала колку пензионери зимаат 19, дали се 50.000, 100.000, сваќаш во тој смисол, да се знае колку зима таа сума. Пред некој ден имаше во Струга наставнички во градинка, 10.000 земаат плата, денари. Сега, овие во МНАФ, родниниве на Османи и тако дали, 5.000 евра. Ете го просекот. 5.000 евра и 10.000 професорите, завчера имаше, не знам точно на која телевизија, 10.000 земаат плата, замисли си. Така, еве сега додека говорите можеме и да побараме, бидејќи на Твитер е коментирано ова што го зборувате. Да. Од страна на Снежана, Точно. каде што напишала дечки, ова е ненормално, наместо досегашните 10.000 денари, ќе добиваат 5.000 денари. Ќе им намалеле, точно. Го имаше на една телевизија, не знам точно. И сега, оваа со 5.000 евра, и дали има образование, не се знае. И овие жени, еве ги штрекува пред 2 дена беше. Со 10.000 и сега ако се бунеле нешто, у тој смисол имаше, вика ќе ви ги намаливе на 5.000 денари. Така, големо благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме понатаму, значи еве подсетување за оние кои што подоцна се вклучија. Прашањето денес во Црвена линија е дали усогласените функционерски 78% помножени со коефициентот на сложеност ни даваат лажна слика за просечната плата. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав до тебе, до вашата екипа, до сите слушатели. Големо благодарам, само со добро да се враќа. И утрешниот ден, среќен празник, нека име на србите во Македонија и нека не се јави тој прилепчанец, знае кој да ми кажа јас на кого да честитам или да не честитам. Ајде да се навратиме на темата. Да, на темата, знае кој... Значи, исто ја просек, некој јадат месо, некој јаде зелка, сите јадиме тарма. Тоа е кажано
не една 1000 пати за ова е 78%. Не е само тоа проблем во ова наша Македонија. Анархијата, гледате што се случува со дрогата, ќе станеме ние Колумбија или Еквадор. Гледате што се случува со тие во струга васпитачките по 5000 дена, значи некои тие се невработени, одат преку некоја агенција и тој што е мешетарот, што го викам јас, си става во джеп. Па каде е Мерко? Каде е градоначалникот? Каде да ги заштити тие? Според вас колку треба да изнесува минималната плата? Минималната плата? Па, во стопанство ли? Каде? Во Македонија? Зашто минимална плата? Имате ли некоја сума, еве, според вас? 25.000, 30.000, 35.000 дена? Капе животот од 32.000 пониско да не биде. Скапотија, струја, со ова што е кризата во Црвеното море, уште колку ќе се кача се цените на глобално ниво. Така, големо благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Имаме, верувам, и нов гледач на 02-307-0005. Добро вечер. Добро вечер, Тенче. Баба Роска, мила, како сте ми? Да, јас сум, Злато. Па нема шанси да не ве познам. Па слушај, сакам да не се јаву да оставам место на други, ама пред овие два тројица една жена ме изазиваше и мораше да се јаву. Ако е она задоволна, нека ќуте тамо. И нека каже што е она задоволна. Сигурно има од тие 85 тамо што ги покачија некој тамо работи. Зато е задоволна. А со 15.000 ја да го прашам нума дали може да живее. Денеска ми дојде струја 3.000 и 5.000 метар дрва горан, тоа е 8.000 од 15.000. Кој ќе зада не 8.000, колку мене остануват? Каде е телефоно, каде е телевизор, нешто, например, ако плаќам и тука. Вода, ако идам на апотека стално лекови, каде ми се? Кај лепо да го јадам? Како него е срам да се јави да каже дека било све добро. А едно се сложувам со неа, да се садат нивите, тоа и јас се сложувам. Да нема еден секор не насадено нешто. Ама и тука и народот попушти. Разочарање и не саде, младиве не садат, бегат и така. Ај тоа да го прекинам да кажам нешто друго. Јас сум вчера и денеска многу весела. Оти? Затоа што Ковачевски даде отказ. Добро, благодарам многу, баба Роска, за вашето и денешно учество во Црвена линија. Ајде малку и твитерџи да ги вклучиме, сега ако може би некој од вас себе и ќе се надоврзе на она што го коментираат во однос на темата за која што зборуваме денес со вас. Macedónia United Independent for the M е профилот кој што има напишано се дури политичари не земаат минимална плата, во заграда плюс пари, зависно учинок односно исполнети ветување, се дури нема оставки секоја година, ако ветувањата дадени за таа година не се исполнети, нема политички партии, туку само бизнис компании. Па дали според вас усогласените функционерски 78% ни даваат една лажна слика за просечната плата? Добро вечер. Добро вечер и добар ден. Најубав ден ќе ви посакам остаток од денот и сега ко повелете. Шо сме се фанале ние за тие 78%? Колку души се тоа во Македонија што ги покачија платите за 78%? Пратеници, владини функционери, суди, обвинители, околу 1000 души. Вие во вашата телевизија имате ли некој математичар и да ви каже што е тоа пондерирана аритметичка средина? Ајде вие ве кажете ни што е тоа да слушнем. Колку тие што покачиле платата за 78% ќе допринесат за зголемување на просекот? Дали 1% од колку е сега просечната плата, да речеме 30 и колку, 30 и некоја илјада, дали ќе биде 30.300?
Тоа треба вака да го разработите. А иначе колку треба, нели знаеме ние на телефон да се јавиме од мобилен, и имаме пари и за живот, и за други активности, и за јадење, и за пиење, и за телевизија, и така натаму. Така да многу оваа тема да не ја експлоатирате. Дворе, тоа е ваше мислење. Благодарам што го споделивте со јавноста, да видиме дали останатите гледачи се сложуваат дека не треба да биде поставена ваква тема, односно да ни дадат одговор дали функционерските 78% даваат лажна слика за просечната плата. Добро вечер. Ало? Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Добро вечер. Ало? Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Виолета од Прилеп. Дали не слушате добро? Дали е намален тонот на телевизорот? Го намалив тонот на телевизорот. Одлично. Секој добро, повелете, ве слушаме. Виолета од Прилеп. Голем поздрав, Виолета, до вас. Фала и до вас, до вашата телевизија поздрав. Големо благодарам. Даваат лажна слика и то многу, ама мислат дека народот е будала, дека не знае дека со тие 78 и пред тоа лажна е сликата со сармата. Со сармата, народски кажано. Лажна е сликата. Може ли 10.000 или 12.000 со 2.000 евра и да биде просек? Нема будала што нема тоа да го размисли. Будала да е че му текни дека е лажна таа слика. Според вас, еве, колку треба да изнесува минималната плата? 25.000? Најмалку да биде 35.000, најмалку. Најмалку 35.000. Или пензија најмалку 35.000. Без тие пари не може да се помини. Сите стегаме и преживуваме, а не да живееме како некогаш што се живееше. Зашто жената ме иритираше, зато се јавив. Не може да се живее со 13.000 плата или пензија. Или со 20.000 плата или со 13.000 пензија. Тоа Така, големо благодарам, еве, што добивте пред се желба да се вклучите во оваа дискусија. Ако е прв пат, нека не биде и последен пат. Продолжуваме со вас, драги мои. Добро вечер. Здраво. Здраво, како сме? Мрдаме. Мрдаме. Да. Па еве. Минимална плата 2000 евра, минимум, за вработен кој работи производство. А овие во администрација може и со 100 евра доволно име. Многу дури име. Значи така треба да бидат прераспределени работите и е за тоа утопија и научна фантастика што го зборам, али реалноста треба да биде таква. Инаку ова 35.000, 30-25.000, тоа е само првање трошки во очи. Ништо повеќе, прашина во очи првање, значи ништо, ова не вредат овие пари, ништо што се представени овдека. Тие 78%, значи на тие нивни пари што ги земаа овие од администрација, не зборам овие средношколци административци, него овие со купените дипломи. Тоа значи дека просекот, како рече господјава пред мене, не може да биде, ако он има 3000 евра плата и некоја си плата од 22.000 денари, тамо колку ќе е минимална, да биде просекот 38 или нешто така го, мислам дека го представија на некоја телевизија. Што значи дека све е превара, значи само е лек спас, една добра револуција, па да се одземе се тоа што се стекнало незаконско од овие буџевани себе што владаат од државата. Поздрав, пријатно. Голем поздрав до вас. Еве уште еден твит. Бојан Васил напишал: по сите наброени параметри, вештачки кринати минимална и просечна плата заради платите од државна администрација, инфлација до небо, потрошувачка кошница да не зборувам. Пензии за лекови не стигаат, со сила нема убави, на пазарот треба да диктира плата, не државата. Па колкава според вас треба да биде минималната плата? Еве да слушнеме и тоа. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав, во црвена линија сте.
Ви благодарам и јас ве поздравувам ти на сите вас и вашата телевизија и сите гледачи на вашата Уште телевизија. еднаш големо благодарам. Колкава треба според вас еве минималната Јас плата? мислам, Тина, најниската плата треба да биде 25, а минималната од 35 до 40 000 денари во Републикава. Скап е животот, знаеме дека секој ден цените се менуваат, имаме инфлација, имаме војни, во светот се дешават, а тоа го пати по слабите држави, кај што ние не функционираме како држава. Извоз немаме ништо, не функционираме и скап е животот, нормално е тоа. Сега тие кои што се на власт треба да му мислат за тоа, за граѓаните, ако сакаат да успеат нешто. А што се однесува до одлуката на функционерите 78% да ги зголемат за нив, стварно е лоша слика за нив. Тоа е претеризам. Да ги зголемеа на 30%, верувај дека никој уста нема да отвореше. Функционери се, нека им се зголемат, нека земаат. Функционерите и владат треба да имаат високи плати. Ама толку голема разлика не е, тоа е претеризам. Еден човек каже дека многу малце се во држава. Не е тачно. Владата, пратениците и на локално ниво, сите тие градоначалници имаат такви плати, така да таа е сума која потекнува, која подига многу е. 78% верувајте дека ми опрости, секој ги сака парите и јас ги сакам. Али дали сум во можност да изголемам личните доходи во мојата компанија? Така, големо благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Ке потсетам уште еднаш, она што може би сакате да го кажете дополнително, можете да го сторите и преку коментар на нашата Facebook страница, односно нашиот Facebook профил Црвена линија, па еве ги и коментарите кои што ни пристигаат во однос на темата. Јове Стефановски на нашето прашање одговорил не. Усогласените функционерски 78%, помножени со коефициент на сложеност, ни даваат јасна слика за нивото на свест на народот што живее во оваа држава и колку е тој спремен да се избори за подобра иднина. А вие дали сметате дека усогласените функционерски 78% помножени со коефициентот на сложеност ни даваат лажна слика за просечната плата? Добро вечер. Добро вечер. Ало. Ве слушаме. Ајде да се доискажем. Така, Љупчо. И во заврти на Тилма да се искажете повторно. Јас кажам дека тие 1300 души не го дигаат просекот на платата. Дали ме разбирате? Тие 1300 души, проблемот е во друга работа, што во државата се нема прецизно по сектори како се движат платите. Дали ме разбирате? Значи, колку е сектор угостителство платата треба да се каже, колку е здравство у сектор угостителство и платата, треба да се каже колку е во тие нестопанските дејности. Затоа реков, не можете стопанство и нестопанство да го делите. Вие и во стопанството имате има големи плати, поголеми од просечната плата, па никој за тоа не збори. Ајде да збориме за таа тема, дали во стопанството има поголеми плати од просечната плата? Има или нема, сакам да ги прашам сите што критикуваат и што кажуваат. Ја ви гарантирам дека има. Но имаме сектори кои се ниско платени, ама имате и сектори кои се високо платени. Така да, дали кој колку придонесол. Ја мислам дека ако се воведе западниот систем плаќање на час работа, тогаш ќе видиме колку реално знаеме да заработиме плата. Колку ќе се плаќа на час? Кај нас моментално се плаќа онако по бот. И да не кажам другачие. На запад вие се дека час, колку има час, државата го одреди колку е работниот час, па повелете, стискате, работете. Благодарам многу, Љупчо, за јавувањето во Црвена линија. Еве уште еден интересен коментар на Facebook Црвена линија и тоа преку фотографија. Така одлучил Александар. Сега ќе можете и да ја видите оваа фотографија на која што он напишал овие долу се просечната плата. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, повелете во Црвена линија сте. Вака, немам намера се јавам, ме испровоцира тој гледачо што... Дали може малку погласно ве замолам? Викам, немам намера се јавам, пошто тешко се добива, ама ме испровоцира тој гледачо што ги бранеше тие 78%. Така, драго ни е што се вклучивте секако. Вака, ако не, колку што
се изјасни Уставниот суд и ја го рачунам тоа како 11 Божја заповед, без многу расправи, повхитно 78% покачува за 1160 бирани и назначени функционери. Ќе се потрошат 15 милиона евра за до крајот на годината. И ја тогаш израчунам му идеше на еден од тие функционерите просек покачување на плата по 1180 евра. Просек покачување 1180 евра. Тоа е, да рече, 6 минимални плати. Ама не е тоа мало. Ја не знам што заправиле тие и тоа никој, ниту еден не рече зашто 78%. Ја на штрајкот на 1 мај од ССВ, што беше ја носи таа плаката. 78% вратата не ги тие 78%. Ја не знам зашто ги бранат луѓето. Така, големо благодарам Иве и што одлучивте и бевте испровоцирани и што земавте учество во Црвена линија и секако нека не биде и последен пат вашето вклучување. Одеме понатаму, добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Вака. Чи плати го дигат просекот, па се знае, го имате одговорот во првото прашање. Значи, 78% тоа е ненормална работа, меѓутоа нека јадат уште малку, ајде уште 100 дена, па после... Јас колку што разбрав од сигурни извори, Митковски наредил на небовите тие 78% што ги зема по претходно да ги стават на страна и кога ќе дојде време, најверојатно со тие пари ќе ги подржи пензионерите и сите други, нели? Затоа што тоа се многу големи пари, покрај тоа што има и многу функционери од ВМРО што земале дебели пари, меѓутоа тие пари не смееле да ги трошат. Така разбрав, не знам колку е тоа точно, ќе видиме. Така да, оваа работа, што ќе ги попалеш овие да земеле по 78%, требаше по 100% да се земат. Што сецка тука за 2-13%? Според вас, колку треба да изнесува минималната плата? Па видите, ако добро работи економијата, доволни се 20-25 хиляди, мислам, као пензија, а минималната плата би требало да иде до 30 хиляди. Би требало да иде до 30 хиляди, а може и повеќе, затоа што оние луѓе што работат, еве, као класен текстилец и така натаму, тие треба да земат и повеќе. Ви благодарам многу, убав ден. И јас ви велам големо благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжите да не следите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Да повелам. Во држава наша повеќе не рачунам за држава јас. Како акционерско друштво. И не ги интересира минималната плата и таа големата, повисоката плата, 78%. На 78% се доја на 1500 евра, 78%. Значи, 4-5 хиляди евра зема. А минималната плата треба да биде некаде околу 40 хиляди. Така да некако ќе се задовола нова скапија. Вчера ми дојде белешка за струја 8.000, а потрошена струја пишува 2.800. Другото сето сумата што е полни до тие пари, сето се давачки на државата кои што ги лапа, што ги клава в джеп. Значи 2.800 потрошена струја, 7.800 ми дојде белешка. Па сега колку да биде минималната плата? Не зборувам, јас имам висока пензија, меѓутоа пак боли ко ќе ги броиш 7.000 и таму за овај месец. Така, благодарам Еве што споделивте како гледате на она за што зборуваме денес во Црвена линија. Добро вечер.
Добро вечер или добар ден, нема да бидам Добар кој таа жена. ден, нема да сгрешиме никако ако гледаме... Никако нема да сгрешите, само за не сгрешите. Добро, нема врска. Оти малце е времево, Тина. Вака сега, го поздравувам цел македонски народ. Зошто го велам ова? Не 78% да си зголема платата, 278% да си зголемат. Зошто ова сега го велам? Па ако можеме да чутиме на се, тогаш зошто тие осетија дека може што сакат да прават. И сега и ти излегуваат по медиумите и кажуваат да ние од 10.000, јас завршим со 10.500 денари минимална плата, која 10.500 денари, нафтата беше 35 денари, бензинот беше 30 денари. Сега тие се фалат дека гледате 22.000 минимална плата там тука каде мислам дека е. И што ми важи то, ко 3 пати е поскапи бензин и нафта и прехранбени продукти и се. Затоа македонски народе со семене да си чутиме ко не сме способни и нека си владеат уште 100 години. Не тие да не ме разберите погрешно. Која да дојди, ние сме продаени души. 12 души не владеат 7 години од дуи, ние си седиме дома. Благодарам многу за јавувањето. На Фейсбук Винг Чун напишал: просекот на просечната плата го крива 78% примањето на пратениците. Малку и 35.000 денари зборуваме само за храна и сметки. А кај се тука културата и другите потреби? Лилјана Чарос Ѓоргиевска напишала: толку глуп народ живее у енклавава и статистика потврди жално. Како да е, што мислите вие, драги мои? Дали усогласените функционерски 78% помножени со коефициентот на сложеност не дават лажна слика за просечната плата? Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте веќе. Благодарам. Па вака, прво да речам здраво и живо на сите. Сега со комшијата се договоривме, јас да извадам зелка од бурето и орис, а он ќе донесе месо, ќе направиме сарма. Тоа е просек. Значи, не гледаме кој што дава, него што ќе јадеме заеднички. Ама секој ќе си јаде тоа што си има дома. Ја ќе си јадам зелка и орис, а тој ќе си јаде месо. Тоа е нашата реалност. Меѓутоа, нешто друго треба ние да се погрижиме. Во светот има институција штрајк, каде што за 1 цент, пола цент, значи за минимално покачување на одреден артикал или доход ќе се намали зголеми, се крева народот, штрајкува, масовност и реакција. Кај нас ние немаме ни излезност, ни реакција, немаме ништо. Ние кога беше продавањето на СМ, повеќе од месец дена се агитираше да излеземе цела држава. И бев учесник, излего не само 200-300 души. Па затоа вака ни се случува и ова не е малку за нас. Значи, додека не се освестиме, значи за се што ќе ни се направи незаконски, нереално, треба да кренеме глас, да излеземе на улица, но не сум да палиме, да кршиме, но културно доволно е масовноста да не видат. Така, сега кога ќе посетам, внимавајте и на тајмерот 90 секунди. Големо благодарам и за вклучувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете во црвена линија. Да. Како сте, Тина? Добри сме, благодарам. Еве со нетрпение чекам. За никаде сме ние, што слушаме, па и што се јавуваме, ама нема можеме веќе да издржиме, не се поднесува во чудо, во понижување и се. Сега сакам да упатам една критика. Сега има повеќе новинари, ние ги бранеме новинарите, ама и подпаролите не ги бранеме кога грешат. Вчера слушам Кузева дека подпарола на СДСМ дека не сум определена за никој, ама дека од ВМРО што биле кандидатите за техничката влада биле неспособни за ништо. Како може луѓе со докторијати,
со факултети она да ги омаловажува и да ги вреѓа. Каде е културата? Ако земеме да збориме за култура, прво нивниот. Ајде да зборуваме за минималната плата. Според вас колку треба да изнесува? Минималната плата, зашто ако чуват минималната? Тина, зашто ако чуват минималната плата? Дека качат платите на пензиите, дека ги качат платите на работниците, а не минималната плата да ги понижават. Просечната плата е со платата на функционери, дека е таа плата просечна. Со нивните плати е просечна. А не со на работниците се узимат. Понижуват ги со 18.000 или 5 ги дават тарака 10. Еве, слушате струга што се случува. Така, благодарам и вам за јавувањето. Борислав Јанковски на Фейсбук, ќе ве посетам, заследете не, продолжете да коментирате. На црвена линија напишал 40.000 денари, како што си ги зголемија платите, така и да ги намалат на точно 60.000. Па да видиме кој ќе се занимава со политика. Закон за отповикување на пратеници и други функционери. Вие колку сметате дека треба да изнесува минималната плата и дали усогласените, ќе повториме, функционерски 78%, покачување помножени со коефициентот на сложеност, ни даваат лажна слика за просечната плата. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Црвена линија сум? Да, повелете. Не, знаеш што сакам да речем? Речете. Овај пакет мерките за пензионерите. Добро. Остај сега ова 12-14.000 не зимам. Зимам 13.800. А они требаше 3.000 да ми дават, а ми дават 2.000 првата пратка што ја зема пакет мерките. Што е ова работа? Зашто играт мајтап со нас? Според вас колку треба да изнесува и минималната пензија, плата? Она колку да изнесува. Сега рачунајте вие сами од 14.000, а минималната вика 40.000. Тоа кај може, тоа е од 13-14.000, а на 40.000 минимална вика. Кај може тоа, бе? Како го рачунат тие? Ја не знам какви математики има овде у Македонија. Дали не знаат 1 и 1 чинат 2 или 1 и 1 чинат 8. Не знам како ги рачунат. Дали е тоа се? Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме и ве можете да слушнете досега кои беа одговорите на гледачите, па да видиме дали некој ве може би од вас ќе биде за прв пат испровоциран и драго ќе ни биде, ако е така, директно да се вклучи во црвена линија и да даде свој одговор на нашето прашање. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, целосно. Дали се слушаме со гледачот, гледачката може би? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Јас сакам да кажам за минималната плата треба да биде некаде околу 35.000. Добро. Затоа што стварно е скапо, све е поскапено. И пензиите треба да се покачат, стварно 13.800 не се излегува месецот, не може да се помине со 13.800. Да бидеме реални. Ама за разлика од некое време, кога беа платите 10 години по 5.000, сега е по-добро, ама па не е добро. Стварно треба да се покачат. Сега не ми е гајде за функционерите таму колку зимат, како зимат, што зимат, но стварно за обичниот човек треба да поведат ред, да се покачат пензиите, платите. Затоа луѓето се иселуваат затоа што не стига да се помине месецот. Стварно, реално не стига.
Толку би сакала да кажам, тијете убав ден. Така, имајте. Ти што се јавуваат секој ден, бе, како не им е срам, секој ден на сите телевизија, од сабајле кој ќе почнат возрастни луѓе, бе, све знаат возрастни луѓе, све, од сите телевизии, све, за сите теми, они се експерти. Благодарам многу за јавувањето и секако не можеме да им го одземеме правото нормално да се вклучуваат и да учествуваат активно, особено во Црвена линија. Благодарам и за вашето учество, драго ни е што ви имавме во ова денешно издание. Продолжуваме понатаму, добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Јас те слушам убаво, вие не ме слушате. Одлично ве слушаме, повелете ви велам. Јас се јавувам од Шип. До сега звонам преку 150 пати. Ве слушаме, продолжете. Јас се убаво разбирам вас, али тоа што е ставено на листата, тоа на таа листа што е ставено, ништо не е за народот. Тоа е се за буџетот. За буџетот е тоа ставено се и никако не може да ве сварам со таа црвена ваша листа таму. Барате од народот да се изразуваат и да трошат пари само по телефоните. А зошто вие трошите пари и се вклучувате во Црвена линија, иако е бесплатен телефон? Не, кај мене не е бесплатен. Па јас не гледам дека овде пишува дека е посебен број кој што наплатува цена со плюс ДДВ. Веруете ми, добро знам како изгледа тоа. Кажете ми колку треба да изнесува минималната плата според вас? Или пензија? Слушај, ја ти кажам, господјо. Ке слушавме да имаше дополнителни 90 секунди. Благодарам за учеството, ваше право и јас не гледам воопшто зошто она за што зборуваме, а верувате оние кои што треба да го слушнат народот и те како го слушат, барем кога станува збор за Црвена линија. Времето и секундите сегогаш потрошете ги да бидеме и да зборуваме за она што е клучно, а тоа темата денес. Имаме прашање кое што еве гледачите активно учествуваат и дадоа голем број одговори на кои што верувам дополнително ќе се надоврзете, можеби со некој ќе се сложите, ќе дадете некој нов заклучок, односно нашето прашање за денес е дали усогласените функционерски 78% помножени со коефициентот на сложеност ни даваат лажна слика за просечната плата. Добро вечер. Добро вечер, добар ден. Добар ден, секој добро и вам. Повелете. Поздрав до тебе, поздрав сите гледачи. Најголем поздрав и до вас. Сега да кажам прво линијата е бесплатна. Некој да не лаже ако нема е јасно. Второ некој се вика дека некој се јавувале по телевизија по цел ден. Значи сигурно гледа затоа и знае. Значи ги замолувам гледачите да си говорат за темната. Некој што прави сега би кажал ова е што мислам на екранот тамука за тоа е точна лажна слика. Значи функционерите ја кача нивната плата, колку сака толку, тоа никој не може да го забрани. Тоа е нивно право. Можеби ќе ако добијат ќе се покажат плати 200%. Тоа е нивно право. А за пензијата Ковачевски синоќ излажа на една телевизија дека биде 50%. Јас не знам Ковачевски како може да биде толку неписмен, бидејќи нас не прави неписмен. Јас со 9500 пред 7 години сега зимам 12300. Па го молам нека ми ја покачи пензијата 50%. Ајде, не сакам да биде 300%, нека биде 50%. Јас не знам како може толку да лаже, а некои гледачи не знам како може толку и да му веруват. Нека не прашат прво тие што зимаме по 12.000, 13.000, нека не прашат колку пензија земаме прво, сега колку земаме. Значи ова е, значи самиот како да кажам, бивши премиер се глупира. Значи пред цела македонска јавност. Благодарам многу за вклучувањето. Одиме и кај оние кои што коментираат на Facebook. Продолжете и таму со коментари.
Даниел Дади Митревски, еве кој одговор го дава на прашањето колкава треба да биде минималната плата. Напишал под В, што значи 35.000 денари, доколку сакаме, вели тој, да има пензии за основните потреби. И Лидија Спасовска напишала 35.000 денари, Армини Фезич 35.000 и така натаму. Колку мислите вие дека треба да изнесува минималната плата, еве и минималната пензија? Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Поздрав и до тебе. А ја мислам и да тебе да биде 35. Види, Германината, те лажовци, овие профитерија, 78%. А работнико нема. А кога ќе имат работницот, никој нема да има. Никој нема да има. Не знам. Тоа е катастрофа голема. Колку треба точно, еве, според вас е најдобро да изнесува минималната плата, пензија? На 30.000. На 30.000. Така. Поздрав, поздрав, благодарам повторно, еве, што и денес се вклучивте во црвена линија. Полека дојде и времето за реклами. Се уште имате време да не заследите на Инстаграм и да одговорите на прашањето колкава треба да биде минималната плата, а резултатите веднаш по рекламите. По рекламите сега веќе време во проценти пресметено да видиме како одговорија инстаграмџи на нашата Инстаграм стори анкета. На прашањето колкава треба да биде минималната плата, под А имавме опција 25.000 денари, под А одговориле 9%, под Б 30.000 денари, одговориле 13%, а под В 35.000 денари, одговориле 78%. Благодарам многу за учеството на сите вас во ова денешно издание на Црвена линија, но топло препорачувам да останете со мене, секако да се префрлиме во втората канцеларија, каде што ќе уживате во забавата, наречена Заврти на Телма, и секако да освоите вредни награди, а денеска на менито ја имаме и правосмукалката, но тоа нема да биде само тоа. Тоа ве уверувам. Затоа бидете подготвени, забележете ги овие прашања кои што секако ќе ги има во денешното издание на квизот. Црвениот е Биксбит, синиот е Аквамарин, а најпознат драг камен е зелен и се вика како? Што чувствувате кога кон некоја личност имате потајна наклонетост? Кој е најважниот климатски фактор и како професорите ги ославуваат студентите? Точните одговори ќе ви донесат многу убави награди и секако време е да продолжиме, ама со добра забава. Ве очекувам за кусо време.